Еднаш си беше едно магично езеро и во него живееше волшебна рипка. На оној што ќе ја улови и одлучи да ја поштеди, за возврат таа му исполнуваше желби. Навистина губиме многу време на раскажување на приказни. Еве да скратам. Рибарот ме фати, побара мир и среќа во селото наместо лично богатство и даде одличен пример за несебичноста на луѓето. Среќен крај. Но тоа беше многу одамна. Сега е се различно. Луѓето на секаде фрлаат отпад, а тоа е себично. А јас, златната рипка, имам желба. Затоа да почнеме. Во Преспа живеат ретки видови. Воздухот на нејзините висини е лековит и може да донесе многу туристи. А воопшто да не почнувам за убавите за Едисонца. Но сето ова денес е запоставено со неконтролираното управување со отпадот. Затоа, редуцирај, селектирај, реупотребувај и рециклирај. Секој може да придонесе за позитивна промена и за подобра иднина. Па редуцирајте, драги мои, намалете го создавањето на отпад. Размислете за тоа што купувате и за тоа што потоа фрлате. Како баш ти да редуцираш отпад? Епа, со користење на производи со рециклиран материјал или со користење на една платнена торба наместо бесконечно купување на пластични кеси. Плюс, така и заштедувате. Следното е селекција. Поставете контейнери за пластика, стакло, хартија и органски отпад. Секој отпад има свое место. Например, стара електрична опрема, мебел, бои, пакување од пестициди се фрлаат во собирни места означени од општината, а не во обични контейнери, а секако не во природата. А да, и тоа имам видено. Отпадна пластика и лименки одат во жолтите контейнери, а сините се за хартија и тетрапак. Органскиот отпад, зелен отпад од градината, суви лисја, остатоци од храна, тоа треба да заврши во кантата која ќе биде однесена во компостара. Само останатиот мешан отпад нека оди во обичниот контейнер за мешан отпад кој ќе заврши во депонија. Ќе видите колку малку отпад всушност ќе остане за депонирање. Рециклирај! Едно пластично шише наместо отпад може да се стопи и претвори во пластичен сат или играчка. Затоа, драги мои, кога ќе селектирате отпад, вие и помагате на државата да рециклира, поточно да го намали загадувањето и да создаде нови работни места. Win-win! А видете, тетрапак, например, може да се реупотреби. Може да се измие и искористи повторно или да се направат од него конфети за училишен проект. Да речеме, стари садови може да се користат како саксии за цвеќе или за училишни проекти. А стара хартија може да е добра за нови белешки, подлога за миленичиња или љубовни писма. Мислам, мора да се биде креативен. Мислам и за љубовни писма и за реупотреба. И така љубовта и желбите на една рипка ја спасија природата. Не. Ова не е точка на нештата. Овој happy ever after е процес, навика и константна потреба да се зачува животната средина. Ако оваа моја желба стане заедничка, спасени сме сите. # Преспа, разбуди се!